Јас сум роден во Пехчево. Тоа е најисточната точка на сегашна Македонија. Јас до 8 оделение бев таму. После нема средно, немаше ни Берово, се одеше средно Струмица, Штип, а јас 5 клас, така го викаме први клас гимназија, во Прилепот и сестра ми се омажи таму, да има некој, ама само една година и после дојдов во Струмица, 6, 7 и 8 до матура. Во Пехчево, како мал, бев многу жив и сегде сакав да присуствувам. Имаше многу јака драмска група во Пехчево, во сите места имаше јаки. Занетчи играат улоги, како Неу Коштана, природно талентирани луѓе. А така беа и во сите театри, природно талентирани луѓе. Со работата се напредува во знаењето и така. Иначе, јас одев, сум рецитирал, сам ќе излезам на сцената. Ајде, пуштете го малечко, може пред публика да ме избркаат, ќе изрецитирам и си отидам. Првиот аплауз е мој. Значи, многу сакав да настапувам, да ме видат, да ми аплаудираат. Оттаму во Струмица, како гимназијалец, веќе играм во театарот Струмички, 3-4 представи. Имах ѓавоштините на Скапен, песна од Давичо, Франц. 3-4 представи одиграв. Таму го запознав Ацо Алексов, некогашен првиот, да не кажам, режисер во телевизија, дојде он од Белград исто академија. Тој ми помогна да се припремам за приемен испит на академија. Може да се каже дека многу одамна Чичко Кирче е присутен во мојот живот. Бидејќи секогаш кога имаше некои проекти за работење, татко ми Ацо го ангажираше и многу често подготовките и разговорите за одредени ликови кои треба да ги толкува, ги правеа кај нас дома. Тоа беа фешти гезмиња од сабајле до вечер. И така отидов на академија, недела дена траеше испитот, писмени, па испитување на можности, играње, гласовни, песна, што ти ја знам што све. Пред. А после полагам со избор рецитација и монолог. Рецитацијата ми беше од Коста Рацин, 4-та, 5-та, 6-та песна од Елегија, а монолог беше од Жан од Салакру. Жан, тој е еден многу тежок задаток. Тој е еден, во тоа време, партизан, значи во Келија, блада пред смрт, но зборува со жена му, со пријателите, дека не издал да му поверуваат. Целиот бев во солзи. Толку го бев добро извежбал, како на дугме почнува. А тоа го вежбав и во Пехчево. Одев во шумата таму. Во реката вежбам гласовно тоа Ацо што ме подучувал. И се расчуни с Пехчево, детето на Љупчо има забегано нешто таму, мафта со рацете и вика. Вика во шумата. Цела планина го слуша. Никој не знаеше дека јас ќе отидам на академија. И татко ми не знаеше. Јас се сокрив од моите. 10 дена престој во Белград, додека трае приемниот испит. Стигнав таму 464 кандидата од цела Југославија. Колку ќе примат? Мене почна страх да ме фаќа, треба. Што ја знам, 10-15 дали ќе примат. Со писмените и со разговорите, интервјуата што се правеа, недела дена, се симнавме на 20. Сега, полагаме, стедам на скалите, Пехчево градче, ама према тие тамо се чувствувам како селанче. Згужвам на скалите, чекам ред и влегувам јас. Темно, само на сцената едно светленце, има масиче, вакво, и едно столче.
натре наочари, келави глави, возрасни професори 2-30. И како се укочив на вратата, ми приде Огњенка Миличевиќ, беше една од професорите, ме фати за рака. Ајде сине, не бој се, дојде, ме донесе на сцена. Ајде, реци нам, шта си спремио, има времена. Си отија, седни и ја почна. Скотски живототаргатски во темно социтам, до скот сме сниско попритиснати на овој свет убав. Коста Рацин го иди. Кога завршив, вика, а шта е то било? Па викам, Коста Рацин. Не сум го кажал ни насловот, ни која песна, ни кој автор. Ништо, уреду е. Ајде сад, спреми се монолог. Кој ќе монолог? Викам, Жан од Села Кру. Добро, седи. Кога ќе бидеш готов, почни. Ние имаме време. Ја го турнав столчето легнато, се сгужвав во ќошето, Жан го замислувам во керија и го почнав монологот. По втор пат. На крај излегува список, нели, кои се примени. Примени 20. Јас бев минија. Положили. Кирил Андонски пода прв горе. 12 души од 20. Тоа беше класата на Мата Милошевиќ од 12 души. Прв пат на сцена, вака го памтам од Волшебното самарче, каде што Чичко Кирчи играше еден италијанец, кој бил во фашистичката војска мобилизиран по грешка, кој ја мрази војната и кој е миролюбив по срце. И незаборавни ми се зборовите паќум, кои беа карактеристика на неговиот лик. Значи, лик кој е позитивен, непријателски војник, што за мене беше многу ново и невообичаено. И некако ме натера на размислување, баш, значи, тој неговиот лик, видиш, сега вака си го враќам филмот од животов, да почнам да ги гледам работите и во работите што сега ги работам од двете страни. Значи, кај непријателот да видам нешто пријателско и кај пријателот да видам нешто непријателско. Ciao! Ciao! Che fai, Madonna mia? Io faccio il mio lavoro! È un vagabondo! È un bambino! Li farò tutti fuori! Tutti! Faccium! Basta! Така опремен имавме на хиподром. Јавање на коњи и падови. Имавме на див програм за глумци. Јас во театарот бев акробат. Немаше што не можам да направам. Така да бев обучен и оспособен што да помара од мене режисерот, јас сум реализаторот. И така се случи да многу изиграв, над 100 премиери. А исто од тоа, ако додадеме дека на телевизија, као што многу се снимаше, имам сигурно од Волшебното самарче 75 до 85 2-30 серии, бајки по 3-40, сцени од животот, народни приказни кои од 72 до денеска стигнаа над 450. Ки почнавме во македонска телевизија со Драган Велјановски. Долго време го познавам и долго време сме работеле. Ја го земав во многу телевизиски мои проекти, во сите приказни. Во се што сум работел, дали за македонска телевизија, дали за друга телевизија, дали за трета, дали приватно, дали не знам како, многу улоги има Кира изиграно кај мене во моите проекти. После низ сите други телевизии што се отворија, сегде ме зима. За мене имаше секогаш работа. Додека играв дечко фанчиња, татковци, комшии, сега играм дедовци. Може ли приказка без дедо?
Така да, мене последната приказна ја снимив сега пред 3 недели, 4, во еден манастир до грчка граница над Битола, Свети Ѓорѓе. Сега влегуваме во 80-та декада на овој век, што значи дека Снежка го памети Кире од 1971 година. И тоа каде? На представата за Едисонце, Исак Бабель, режија Ставре. Веројатно тоа беше преломна година и за Снежка, дал ќе се одлучи да остане во македонската радиотелевизија или ќе ја зафати заразата театарска. Она што го видов, таа слика на Кире Андон, како рипа од место на една запрежна кола, во мене предизвика едно, не е само сеќавање, ами една возбуда и еден поттик за мојата работа. Дека можат и малечките актери да прават дополнителни и сложени задачи. Можам да кажам дека има слични карактеристики и на екран и дома, бидејќи толку нормално како татко го познавам во Срж. Целата таа динамика што имал на сцената и на камерата и во објективот сум ја остил дома, така да би можел да кажам дека карактерот е тука некаде, согласно со улогите што ги толкувал. Секогаш правил адекватни трансформации, али јас како негов син мислам дека конкретно можам да му го познам карактерот во секоја улога што ја толкувал до сега. Се знаеме со Кирил, па добре, ја влегов 89-та во театарот, претходно работев као студент, нели, статира во некои представи, така веќе го имав запознаено Кирил Андоновски, меѓутоа Кирил Андоновски го знам уште како дете, затоа што тој беше еден од умилените ликови во телевизиските серии што ги даваше тогаш македонската телевизија. Така да, можам слободно да кажам дека беше инспирација за многумина, па и за мене, да се запишеме и да се бавиме со оваа професија. Интересно е што моите први професионални почетоци се врзани баш со Кирил. И прва представа која направив од кога завршив или можда бев и четврта, не се сеќам точно, е Народниот пратеник, во која Кирче играше главната улога, после упадна во забони, каде што Кирче исто играше и од тогаш па до неговото пензионирање во многу представи игравме заедно, ја делевме сцената, така да некако така ни се врза патиштата и еве сега јас ја правам пратеник, односно имавме премиера на Народен пратеник, каде што ја играм улогата на Еврем Прокич, баш улогата што играше Кирче во тоа време. И кога му се јавив на брат ми, кој живее во странство, му викам, еве, ќе работам пратеник, стварно, па ќе работите, да, викам, што ќе играш? Викам, ќе го играм Еврем Прокич. Ќе се вртиш на карики, ми вика, бидејќи Кирче Андоновски во таа представа, на крајот од представата, како печат на се што се случи во Народниот пратеник, во тогашниот на Рули Османли, се вртеше на карики кои висеа на чигите, чигите се клатеа, значи тоа е тешко за еден вистински гимнастичар да го направи, ама за Кирче тоа беше онака, едноставно човекот е струја, брз, прави разни работи на сцената и за мене тоа беше фасцинантно. Ти требаше таа работа, ете виде сега го налути. Па шо? Животот така го научил. Нема видено тој мака. Да имал видено мака, ќе знае дека има маки по народот. Само пари дава со фајде. Ич не се мачи. Не, ќе му дојдам јас, не му доака. Сум решил. Ќе го натерам да види што е мака. Кога се прави една представа, тоа е заедничка енергија. И ако има контраенергија, тоа се гледа на сцената. Значи, ако некој со некого не се сака или такви работи, тоа се гледа. Ама Кирче е многу питом човек по тоа прашање и има позитивна енергија, така да задоволство е кога си со него на сцена,
бидејќи се сплотуваат енергиите и веројатно тоа и преоѓа на публиката. Затоа и тие представи има и долг век на играње. Со Кирче Андоровски сме соработувале многу. Значи, од кога влегов во театарот, можам да кажам дека речиси во секоја представа игравме заедно. Почнувајќи од рекламна бајка, па Крајот на играта, Посетата на старата дама, Народен пратеник, хит представата која се играше повеќе од 180 пати, ми се чини. Така да добро го познавам, се дружевме многу во. И тој е еден прекрасен соработник, колега, секојаш на услуга на колегата, знае да сослуша, знае да советува, знае да каже некој во збор и да те потигне на работа. Јас да влезам, нема никакво. Јас да влезам. Не. Вие ќе го пречекате господин Обрен, тој ќе ме повара мене господин Машен, зашто за него сум господин Машен. Кажете му дека сум со кралицата од Гренланд, не сакам да го видам. Ги знам јас таквите. Тој е некој натрапник. А ово е сосема луд. Значи ќе треба да се преправам како доктор. Кирче Андоровски си имаше еден свој стил, да, специфичен. Секој улога он внимателно ја работеше. И беше карактеристичен по неговиот специфичен од. Например, во Народен пријателник знаеше он да земе заред, па некој чуден од тие, не можеш да го имитираш тоа. Така да тој си беше специфичен, си е специфичен глумец, да, со своји особености. Чичко Кире има две убави работи овдека. Таа добрина, таа мекотија што има како приватна личност, знае да излезе на сцената и да е многу пријатна и убава за гледање, а од друга страна се трансформира во навистина многу различни карактери. Има едно многу и за неговата возраст сега еластично тело, дури и сега многу често сега на снимањата, ако е потребен некој актер кој е многу еластичен, го викаме Чичко Кире. Затоа што и на неговата возраст не е проблем да падне, да направи колук напред еднаш, два пати, три пати, да стани и да биде во концентрација. Па јас растев со публиката, со реакциите на публиката. Ако Народен пратеник сега се спрема тука, јас го играв 208 пати. Некој во публиката го има гледано и по 2 пати, и по 3 пати. И ако го осетам дека ќе го каже мојот штос за време на представа, јас ќе го сменам. Оно станува изигран. Така да реакцијата, аплаузот за актерот, добрата публика, ако толку пати е играна, ако во публиката има еден човек што го знаеш, за тој човек ќе играте. Значи, нашата работа е и да се додвориме на публиката, да не сака, што поубаво да се прикажеме и ја добиваме наградата во аплаузот на крајот. Чест ми е што се познавам со Чичко Кире. Тој е од таа плејада актери, еден од нив со кој јас растев. А веќе во 2009 година на едно од снимањата на серијалот Македонски народни приказни и се запознавме и од тогаш веќе почнавме и да се дружиме и да работиме и работиме до ден денес. Распоред на часовите: математика 2 часа, мајчин јазик исто 2 часа, физкултура. Учителе! Учителе, Господ на помош да ни е. Дека му е вечно името, дедо Попе. Така, добар ден. Добар ден, учителе. Добар ден, Петре. Петре беше, нели? Јас сум учителе. Имам слушано за тебе, многу умно дете, знае да чита, пее како Слави, и ако продолжиш да учиш, еден ден ќе станеш поп. И ќе го замениш дедо Попот. Да почнем од филмот Време води на Гапо. Игра сержент италијански, еден офицер, кој Гапо, бидејќи не знаеше добро
се дружеше со нас, беше изненаден дека е тоа нешто друго од она што го работам во театарот. Па Ангели на отпад од Рули, Виза на злото уште на почетокот од Љубиша Георгиевски. На филм јас имам само неколку филма од проби и представи во театарот и снимања во телевизија, немав ја многу време. А за мене пак исто сметам дека како и на филм, така и во снимањата со телевизија, врати ке поправиме. Правата работа е на сцената во театарот. Кога ќе се дигне завесата, нема кој да ви помогне до крај на завесата. Сем ако со партнерот не се помогнете нешто. Мора да бидете добро спремени. Ништо да не може да ви изведи од колосек. Како публика, па како мал, да речеме, секојаш сакаш татко ти бил нели херој, сакаш да биде најхрабриот карактер, најкул личноста во представата или во филмот. Секојаш сакаш да биде на вистинската, на правата страна на приказната во која што е толкова. Не сакаш да биде негативец, не сакаш да се подсмева некој со него. И тоаш можеби како дете сум си го сваќал малку така лично, кога ќе сум видел ако некоја улога мене не ми се допаѓа и не ми било баш пријатно. А после тоа во секоја улога сум уживал, бидејќи сум бил сведок на тоа како ги градал и сум бил горд на тоа што го создавал на сцената. Имам соработено со негде околу 50 режисери. Од Македонија, од Србија, од Чекословачка, од Русија. Секој режисер кој го спремал делото можеби по година дена, има своја концепција. Ние треба да влеземе во таа концепција. Затоа он не води, нему што му треба. Не може да отскокнуваш повеќе од другите, оти не може, тоа мора да биде соединето. Тоа е колективна работа, иако заслугите се индивидуални. Тоа да се знае секогаш. Тоа е како во секој режисер по нешто ќе додаде, ќе научиш. Со секој колега, секоја соработка се научил, се увежбува. Нашата работа е умешност. Со Кире многу добро да се работи, бидејќи Кире многу сериозно ги сваќа работите, а многу лесно ги учи, тој си знае сега како, многу лесно ги учи улогите, текстовите, воопшто нема потреба јас да чекам, да научи, да каже, или кога му кажувам кај да застане, што да застане, само јас ќе речам малце, или ваму, или таму, Кире како да ми е, како да сме врзани директно. Многу добро се работи, многу лесно, тоа се ретки артисти со кои можеш многу лесно да работиш. Видете, јас немам ни една улога одбиено. Бидејќи бев од ретките добро обучени, сегде ме зима, да не речам половината ми се главни или носечки улоги. И најмала кога сум имал, дали е тоа во театарот или надвор во приказките, во бајките, секогаш сум сакал со мала, макар трансформација да ја бидам поинаков и да ја исполнам. Толку многу изиграв, не се жалев. Мене ме интересира проектот да успее. Не само јас. Зашто јас добив доволно. Одлично завршена работа. Ве викнав да ги расчистиме сметките. Човечки. Цивилизирано. Јас сум сега во својство на советник за пропаднати фирми и сакам како таква да ме доживееш. Мојава оценка за фирмава е дека овде нема никакви шанси за... Не сакам да бидам погрешно сватена, меѓутоа овде нема струјење, нема пријатни бранувања, нема љубов. Најмногу имам работено македонски народни приказни, имам и бајки, македонски бајки.
Најмногу имам работено во македонски народни приказни, каде што толкуваше ликови на селани, на луѓе кои се од руралните средини, но мудри и дисциплинирани во тоа што го работат. Таков е и Кирче, како актер, извонредно дисциплиниран, подготвен секогаш, има осет за работата што ја работи нормално, талент невиден, физичка подготвеност скоро невозможно и на своји возрастни години, кога јас ги имав ангажирано, човекот беше физички поспремен од пола млада актерска екипа која учествуваше во проектите мој. И никогаш немаше задршка или некоја жалба на било што уврска со снимањето на проектите. А го знам, како што кажав, од многу одамна и знаев дека со ангажманот на Чичко Кирче нема да имам проблеми во реализација на проектите што ги планирам. И многу често се случуваше и да има надградба на некои работи што јас сум ги мислел од страна на Чичко Кирче. И со таа негова помош работата добивала една многу по-интересна димензија. Има една реченица, нашиот Ставрев режисер ја употребува, дека ние сме едно семејство. И веројатно од почеток тоа не го прифаќав некако или не се согласував со таа реченица, додека од овој агол денешен гледам дека навистина бил во право. Зошто? Затоа што Кире ми бил партнер, но како татко, како господар, како крал, како слуга, како маж, како кандидат за женитба и како рамноправни партнери во последната наша представа Народен пратеник, со кој го заокруживме неговиот јубилеј и неговото заминување во пензија. А инаку го третирам како спортист пред се, затоа што актерот, за да може да игра на сцена, треба многу да биде подвижен, а Кира е пример за тоа. Тенок, подвижен, баш така вистински спортист, кој што може од место да рипне височина огромна, колку што сум јас висока. А дека е дисциплиниран, да не кажувам. Саат време пред почеток на проба или на представа, тој е на своето место. И дека не импровизира, така како што кажал режисерот, оди по таа насока. И посакува сите околу него да ја следат таа насока, тој концепт на режисерот. Како колеги е многу пристапен, има многу што да се научи од него. Во секој случај и како човек е многу приемчив, топол, има една мекотија кај него, една леснотија како човек која што излегува на сцената. И кога работи на сцена, дали било во театар, дали било на снимање во телевизија или на останати проекти, таа добрина и леснотија на актерот се препознава. Тоа го има кај Чичко Кире. Чичко Кире има една многу голема точност, одговорност и затоа е лесно да се работи со него. Се случувало да имаме сцени во кои Чичко Кире има монолози, кои не се баш едноставни за кажување, не се толку разговорливи. Текстот му го даваме, да речеме, денеска, утре треба да биде снимањето. Кире доаѓа со научен текст од почеток до крај. Научен и многу лесно понатамо ги прифаќа сите забелешки за ликот кој што треба да го направи ова од страна. Сега скоро еве работевме еден многу интересен проект за духовни поуки кои треба да се екранизираат,
текстови кои се навистина напишани на еден поинаков јазик од тоа што разговараме ние сега. Кире доаѓа и го кажува текстот без проблем од почеток до крај. И го кажува многу топло, многу едноставно, приемчиво, без да се наметнува да допре до публиката. Како колеги, секогаш бил исто многу достапен, секогаш сме правеле проби така пред да почнеме да сниме, Чичко Кире, ајде да видиме како да ја направиме оваа сцена и ќе ја прочитаме еднаш, ќе ја пробаме. Никогаш не бил надмен како повозрасен актер, иако сите сме го работиме со него со голема почит кон него, меѓутоа секогаш ги прифаќал и нашите забелешки како помлади актери кон него, а и ние сме ги прифаќале исто забелешките од него кон нас. И сме имале навистина успешни сцени. Во класичните комедии играв слуги кои го прават заплетот на играта. Но во последно време со Игор Џамбазов игравме Слуга и господари близнаци во забуни од Шекспир или комедија на грешки се вика. Два лика да играш во исто време, кои се случува во од една врата до друга кулиса, има 2 метра, одовде излегуваш во еден костим, елекот и капата се симнува и лептирмашната, па го играш во друг лик. Тоа беше еден каламбур, трчање, комедијата бара ритам и изненадување. Тие после ќе видат дека сум истиот. Ама изненадувањето ќе постои. Тоа беше во забуни од Шекспир или Бола Вово, кај што играв Шандебис со лептирмашна, господин и слуга во хотелот Пош. Значи, елекот и капата само се менуваше. Да го спомнам, Микич, излегувам од сцената лево, а он вика, се чуди тоа што му реков, а ја одма од тука се појавам, по мене трчат двајца гардовери, јас сум веќе во друго обличе и викам, што правиш ти таму? И он гледа. Бајо вика, ти си двајца. Па јас мислам дека тој е уникатен сам по себе. Така што секоја улога за него е нов предизвик, за нас исто така неговите партнери, затоа што не знаете што се ќе употреби. Во некој представи играше по 2 улоги, близнаци, меѓутоа тоа беа различни ликови. Значи секогаш мисли со глава, го мисли и размислува подтекстот, го научува напамет безпрекорно, а движењето ги покрива, гестовите, движењата, спонтаноста, динамиката и во реченицата, и во движењето, бидејќи ние велиме дека вистината на актерот е во нозете. Е тоа Кире баш онака вистински го покажуваше на сцена. Доследност, прецизност, правичност ги пренели на сцената, ги имали во приватниот живот и не штедел прилика тоа да го покаже, дали било тоа на некој интервју, дали било во некои обврски во фамилијата, обврски во малото во кој што сме живееле, така да неговиот темперамент доста голем број на луѓе го познаваат, неговите карактерни особини и мислам дека секогаш е битно актерот да биде изградена личност и во приватниот живот, за да остави добар пример за сите останати. Татко ми не пропушта прилика да ме потсети колку е физички спремен. Од кога го познам и сега ме потсети дека он не се наведнува не седнува за да си ги врзе кондурите. Во Народен пратеник познате по неговата точка, последната точка од представата, каде што виси на карики, прави акробатски подвиг за кој што за волја на вистината многу мал број на колеги се способни да го прават и доста помлади колеги не се толку витални, зашто и он, тој самиот особено горд и јас како негов син, се сеќавам на една ситуација баш дома седевме од дневната, имавме една голема маса, као таа беше некоја и трапезариска и лаунч маса и за јадење и за седин служеше, беше некој што знам метри 2-30 сантими и вика као може да се качиш тука? Викам, не знам, не можам вајда висока е масата. Вика, јас ке се качам, нема шанси, вика. Ке
Ке се качам, ке виш, тогаш имаш некои 50 кусур години. Ке се качам, ке виш, ајде се кладием, еве ке се утепаш, видам ке се повредиш, не зафркај. 1, 2, 3 со двете нозе од земја на маса. И сега викам, добро, го постави малце критериумот малце повисоко, така да, ама не му се дава. Ако има 82 години, не му се дава. Кога сме компантењето, да ви кажам дека јас од основно оделение, кога учевме многу рецитации, прв ги научував и сакав да ги рецитирам пред сите, до театарот, телевизијата, на филмот или во радиото. Добро, во радиото читаме, ама и тоа треба добро да се прочита за да го преточиш. Не сум имал проблем. Ке најдам еден пример само. Коле Ангеловски ме викна да заменам еден колега во Штип. Тие работеле са месеци нешто, ама поради болест еден од актерите да го заменам. Седнав една ноќ во хотелот и се бајле доаѓам на проба. Јас подобро го знаев текстот од колегите кои работеле месец дена. И вика, те што форсираш? Абе, не ви е срам месец дена текстот уште го не знаете? Најпрво треба да се научи текстот, а после да се надоградува. Дали со радни, дали со логичниот акцент, да не се греши наваму натаму. Целата работа е од кога ќе се научи. Не сме, како што ни се случува некои актери, уште несозреани со текстот, веќе излегуваат на премиера. Тоа е убитачно за театарот. Кире секогаш му давав задачи каде што има качување, симнување, скокање, независно од годините, да речеме, имам некој старец кој во приказните игра, старец, ама сите ќе се чудат како овој човек сега како старец ќе прескокне оградата. Знам дека Кире е тој старецот и ќе прескокне лесно, ќе се врати, ќе направи и нема многу дублови правење, зашто Кире негова грешка нема да има. Може грешка да направиме ние, или тонска грешка, или светло, или било што. Зад сцена е исто што и на сцена за Кире. Ние, значи, живееме, работиме, нема поделба на работите, сега си на сцена, сега си вон сцена. Затоа што тој знаеше да пие кафе со нас, да ни вари кафе, да ни подготвува некои изненадувања. Мене ми приреди едно изненадување на еден пат со представата Студенти низ Македонија, со една перница во 12 часот, 24 часот ноќе, во едни негови пријатели, роднини, зедовме една перница за да може Снешка во возилото на Кире да спие пред почеток на представата. Значи може да ви изненади се. Или кога ја играте представата, крајот на играта, јас и Кире требаше да бидеме постари и тој најде еден начин како да не направи 20-та најстари. Бевме родители на еден лик во представата на Сашо Чамински. И тој едното запче мое и едното негово го направивме црно за да бидеме постари и да бидеме без заби. Така што му текнуваа разни работи на Кире, секогаш може да ви изненади со понешто. Но јас ќе кажам и една друга активност на Кире, како менаџер, како организатор, како продуцент, па и како финансиски човек, документарист. Едноставно еден куп материјали ги имам од Кире, тоа се фотографии од различни представи. Потоа имаме CD-а од наши представи заеднички. И секогаш тука се гледала улогата на Кире, дали ќе биде крал, а Снешка ќе биде шутот, или дали ќе биде Снешка кралот во Андрокле и лавот, а тој ќе биде поданикот. Така што Васил Пујовски од Македонската радиотелевизија ни беше омилен автор, кој што ни велеше кој колку вреди, најмалку се мери со педи. Има една многу голема одговорност на се што прави. Нема никакво подценување во работите, ништо не подценува, односно во она што го работи и влегува сосема професионално и до крај се внесува што и да било, дали било мала улога, дали било голема улога, дали било мал проект или голем проект. Не се има случајно, јас се сеќам минатото лето, јули месец.
40 степени. Снимаме во една нива, нема ниту едно гранче. Сенка, Чичко Кире треба да седи, да копа во нивата, значи сонце пече од озгора. Сцената се снимаше можеби сат време. И ниту еднаш не кажа, мачно ми е, не можам, дај да направиме пауза, дај да прекинеме, ја снимивме сцената од почеток до крај. После тоа го гледам едно време, беше како блед, како крп. Леле, викам, Чичко Кире, добар си, можеме да продолжиме со снимање. Викам, ако не, да одложим. Не, можам. И цело време можам и ја чува истата енергија со која што почнал од почетокот. Само тој си знаел како му било на целото тоа снимање. Има многу шеговити ситуации. Најмногу се сеќавам на Народен пратеник, бидејќи во Народен пратеник ја играв слугата на Кирчен Доновски, он беше Газа Јеврем, а ја младен, и му носи стално во сцената ливчиња со напишан текст кој он требаше да ги прочита. И нормално ние на шега не му го дававме, а он си ги спремаше сите ливчиња, нели, како точно напишани, што треба да каже. И ми ги даваше пред представа. Ово ти е за прва сцена, ово ти е за втора, ово за трета. И ја ги измешав еднашка. Случајно, не оти намерно. Ала Кирчан Доновски нормално се снајде како искусен актер. Па бидејќи бев од овие мои 60 години уметничка работа, да ја наречам, повеќето во комедијата, сите комедии ми беа негде блиску до мојот фах. А за волја на вистината, ќе ви кажам, дека голем дел од нив се работа, играње, но секогаш на некој ќе се залепат 2-3 лика од неговата кариера по кој ќе се памти. Тоа за мене беше, например, Талјанот во Волшебното самарче. Од сериите, па од театарот, во комедиите и така. Знаете, убаво е кога ќе ве сретне на улица некој од гледачите да спомне што гледал и ми раскажува што гледал, или да се фотографираме сега со модерно со телефоните. Поготово имав многу за деца, серии, бајки, сите дечиња. Последно ми беше Зоки Поки за децата. Еве го, чичкото што не бркаше од подрумот. Што барате тука, бе? А пашиште едни? Дедо Симе? Еми, дедо Симе, ами кој? Да не го чекавте вампирот од подрумот. А има вампир во подрумот? Не, бе, деца, не плашете се. Има ли поголем вампир од дедо Симе? Сте виделе, а? Туку да ве прашам, што мајка барате овде во подрумот? Зошто не си играте надвор на сонце, а? Па, истражуваме. Што истражувате, бе, синко? Вие сакате, значи, да ми помогнете мене. Еве, јас ја расчистувам старата скривница. Има многу ѓубре. Знаете ли колку многу ѓубре има за истражување? Мора да одиме дома. Зошто? Треба домашно да пишуваме. Да. Да, сигурно века и на барето дома. Да, ве барат, ве чекаат. Ајде тогаш, истражувачи, бегајте дома и да не ја видам повеќе во подрумот, јасно? Јасно. Па после оваа работа, после овие успеси што ги постигнав, мислам дека за друго нема да бидам толку способен колку ова. Сигурно дека пак би почнал од почеток.